Почитувани присутни, почитувана директорка на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, почитувани професори, лектори, почитувани македонисти, добро дојдовте на тркалезната маса посветена на Конески во наставата по македонски јазик на странските универзитети. Оваа тркалезна маса се одржува во рамките на 54-та летна школа по македонски јазик по повод 100-годишнината од раѓањето на Конески. Некои од нас се наоѓаат во престолнината на летната школа, прекрасниот Охрид, и се надеваме дека оваа виртуелна средба ќе ве доближи до духот на семинарот. Ја поканувам директорката на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, професор доктор Весна Мојсова-Чепишевска, да ни се обрати. Ти благодарам, Марија. Еве, да ви посакам на сите добре дојде, иако навистина сакав тоа да можевме да бидеме сите овде во Охрид и од тука во живо, нели, да ги споделиме овие искуства. Мислам дека оваа тркалезна маса, која што нели ја најавивме уште на почетокот на оваа година, за нас е многу битна, бидејќи сакаме да видиме Блаже Конески, каде е Блаже Конески, нели, во наставата по македонски јазик, литература и култура на странските универзитети, и јас ви благодарам на сите што се одзвавте и сите вие што можевте, нели, да бидете дел од оваа тркалезна маса, заради нормално секој од вас има заради своите обврски. Така што ете, во последен момент, нели, се извинија Звонко од Словачка, бидејќи рече дека има некои своји обврски, значи Звонко Таневски, професор доктор Звонко Таневски се извини, истото тоа го направи и професор доктор Ивица Баковиќ од Загреб, ама нели тие што сме тука сме расположени за овој убав разговор и мислам дека нема потреба многу да должиме, туку само да кажам дека отворена е, да речеме, таа тркалезна маса, иако самата тркалезна маса е самата по себе како облик отворена, и ве повикувам, нели, на една убава презентација. Со радост ги очекувам вашите искажувања и вашите обмислувања, вашите размислувања за тоа како Конески влегува вистински во наставата по македонски јазик во рамките на вашите студиски програми, на вашите предмети и како Конески или на кој ниво Конески го познаваат и вашите студенти. Така што ете, посакувам убава работа на оваа тркалезна маса и сега ви го препуштам вам микрофонот. Ви благодарам многу. Ви благодариме, директорке. Може да започнеме со излагањата. За почеток ја повикувам професор доктор Намида Собиота од Филозофскиот факултет во Универзитетот во Љубљана. Добар ден на сите и голем поздрав овој пат од Скопје, инаку обично ве поздравувам од Љубљана. Насловот на моето излагање е поезија на Блаже Конески во наставата по македонска култура на Филозофскиот факултет во Љубљана и под наслов Еден обид. На Филозофскиот факултет при Универзитетот во Љубљана, каде што следната академска година ќе славиме 60 години студии по македонистика, делото на Блаже Конески главно се споменува при предметот македонска книжевност и тоа од име песните Везилка, Болен Дојчин и Песио Брце. Но се споменува и при предметите по македонски јазик и култура, каде што се посочува неговиот придонес кон кодификацијата и развојот на македонскиот јазик. Но, инспирирана од програмата и работа на првата зимска школа при Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, групата за напреднати литература, кај нашата директорка Весна Мојсова-Чепишевска, каде што по повод 100 години од неговото раѓање, 2 недели интензивно се работеше исклучиво на поезијата и кратки прозни записи од Конески, се решив за еден обид. Во летниот семестар на учебната оваа година, на сличен начин да го конципирам предметот Јужнословенски општества и култури 2 Македонија во фонд од 30 часа, кој е задолжителен предмет на групата Јужнословенски студии, прв циклус, и изборен предмет за други студенти на Филозофскиот факултет при Универзитетот во Љубљана. Си замисли 12 тематски единици поврзани со македонското општество и
култура, чии што мотиви се присутни и во поезијата на Конески. За таа причина одбрав 15 песни, а го вклучив и циклусот Марко Крале, бидејќи подготвуваме за двојазично издание за оваа година. Предметот редовно го слушаат десетина студенти, најмногу од првата година на јужнословенски студии и неколку дури од други дисциплини, како изборен предмет, од музикологија, историја на уметноста, кроатистика. Македонски учеле еден семестар или воопшто не учеле, или пак тоа е нивниот мајчин јазик, така што имавме многу шарена јужнословенска група. И сега на кратко ќе представам програмата и дел од резултатите. Така, еве ги тематските единици, значи главната тема, македонската традиција и култура низ делото на Блаже Конески. Почнуваме со еден вовед, правиме портрет на Блаже Конески преку биобиблиографска белешка, го гледавме документарниот филм Проста и строга македонска песна и ги посочивме спомениците на Блаже Конески денес, значи преку скулптури, портрети, имиња на институции, награди и слично, за студентите да добијат впечаток колку голема е оваа личност во Македонија. Продолжуваме со анализа на први песни, значи Оброк и пиперки. Тема носи наслов Конески за македонската трпеза. Тука нема да ги читам сите поими. Еве имавме и прв пример на креативна задача, значи да се преведат песните на нивните јазици или пак да се напише каику поврзан со овие песни и тука имаме неколку резултати. Третата тема ни беше православни празници и обичаи и тука ги читавме песните Свети Никола, Именден и Великденско јајце и тоа во придружба на посебен гостин митрополит Европски Пимен Илиевски, исто така голем почитувач на поезијата на Блаже Конески, значи ги толкувавме не само поимите врзани со религијата и културата, туку и значи самата поетика на Конески. Сакрална архитектура и уметност продолживме со песните Света Софија, Читач и Минаре. Тука студентите сами ги истражуваа овие поими, па ги представија потоа на крајот од часот. Па нормално Везилка, таа песна ја поврзавме со приказна за народниот вес македонски и со државните символи на Македонија, а го посочивме и преводот, односно препев на словенечкиот поет Иван Минати, значи некои песни тие кои што се преведени ги читавме и во превод, а други само во оригинал со неопходни објаснувања. Шестата тема беше тешкото, ја поврзавме со македонската историја и со државните празници во Република Северна Македонија и нормално поимите што ги одбележуваат. Седмата тема, народно творештво и браќа Милетиновци, тука ги читавме песните Болен Дојчин и Сирма, така од зборникот на браќа Милетиновци и во превод на Штефан Коцјанчич, значи првиот превод на македонската книжевност, односно јазик воопшто на словенечки, и споредба се разбира со песните на Блаже Конески. Татковина беше следната песна, и темата Татковината на Конески, значи тука го искористивме и текстот Македонија од учебникот Зуница на Гордана Алексова и песната на Конески го поврзавме со географските поими за Македонија. Деветата тема, значи со ова тема се занимававме малку подолгу 2 недели, Конески и Марко Цепенков, значи за циклусот Марко Крале, народно творештво Марко Крале, Марко Цепенков, легенди, преданија и како сето тоа е вкомпонирано во споменатиот циклус. Десетото предавање, односно тема, ни беше исто така посебна, бидејќи ни се погоди датумот
токму дента пред денот на македонскиот јазик и го искористивме за едно вака многу убаво предавање. Значи имавме посебен гостин, професор доктор Димитар Пандев на темата конески македонскиот јазик. Тука не читавме песни, но сепак беше многу интересно, а се вклучија, значи не поздравија и деканот на филозофскиот факултет, шефот на нашата катедра за славистика и амбасадорката на Република Македонија во Република Словенија. Последната тема ни беше Конески за македонската уметност, значи како Конески ги вклопува, односно ги промовира другите македонски современици, уметници, и тоа во песната Помен, и тука ги спомнавме уметниците Кочо Рацин, Лазар Личиновски, Никола Мартиновски и кажавме нешто за мостот на уметноста во Скопје. Така и вака пристигнавме до крај на мај и до главната задача на студентите, значи да сами да си одберат една тема, нешто што им предизвикало интерес при споменатите теми, да напишат есеј на таа тема или пак да направат уметничка креација, значи еден вид фидбек на тоа што го прочитале. И темата ни носи наслов "Ние за Конески". Ја прочитавме како вовед песната на моите песни и потоа студентите сами се представија. Значи тука се и темите на нивните есеи, од кои што може да се види дека најголем интерес ги предизвика песните Тешкото и Свети Никола, значи за православните празници. А од уметнички креации исто така добивме многу интересни резултати, некои ликовни, па музички, и ќе ги представам тука. Значи, еве студентката по историја на уметноста, Лана, вака го наслика младиот Конески, кој што размислува, нели, што да напише, значи со црвени и црни конци кон неговото перо. Потоа Ивона, вака, го преправи знамето на Република Македонија во комбинација со срцето на Блаже Конески. Колешката што ми беше на Еразмус, размена Ива од Филозофскиот факултет од Осијек, напиша песна 10 строфи, дури тоа е едно резиме на се што го работевме, па би сакала само третата строфа да ја прочитам, чисто да добиеме печаток. Осим што ја проучавао језик, писао е и добре песме, риечи су текле тако лако, као вода из чесме. Теме често проналазио богатство националне баштине, у свакој се осеќа понос и љубав, без трунке таштине. И така. И музикологот Марко Куцуловски напиша и посебна музичка композиција инспирирана од песната Охрид и дури ја свиреше на виолина. Какви се резултати? Значи многу убави, како што можеме да видиме, но задачите, тестовите, испитот покажа дека и на ваков начин студентите можат да го исполнат наставниот план, значи да придобијат основни познавања на македонското општество и култура, а воедно да се подготват и за посериозно и подетално читање и толкување на поезијата на Конески, предвидено при предметот Македонска книжевност на 3-та година. А од страна на студентите, значи според резултатите на студентските анонимни анкети, овој предмет, значи откако се изведува од 2010 година, оваа година беше оценет најдобро, значи со највисока оценка. Еве, толку сакав јас да кажам, ви благодарам многу за вниманието. Благодариме многу. Ја поканувам доктор Кристина Дувкова од Брно, Чешка. Благодарам многу. Само момент.
Дали може да ми кажете дали гледате презентација? Да, одлично. Да. Фала многу. Јас сум Кристина Вукова од Чешка. Предавам на Масариков универзитет во Брно и на универзитет во Храдец Кралове. Предавам на катедра за лингвистика во Брно и на катедра за чешки јазик и литература во Храдец Кралове. И сега би сакала да ви кажам нешто што припремив за Блаже Конески, за тема Блаже Конески во наставата по македонски јазик во Чешка, но сега ќе си одиме на ниво А1. Значи, доста ниско ниво. Јас предавам македонски за почетници, секако, само за почетници. Тука само имам символите. Овие символи може да ги најдете на презентацијава десно горе. Тука да студенти да знаат што би требало да прават. Значи, размислувајте, читајте, пишувајте, слушајте, прашајте и одговарајте. Така, само за почеток. И прво кога се стретнавме со Конески, но не баш со Конески, но со зборови за Конески, тоа беше ова видео. Се надевам дека ќе го слушнете. Само малку. Јазикот е нашата татковина, ќе каже Блаже Конески, доајенот на македонската книжевност, лингвист, професор, книжевен историчар, теоретичар, еден од кодификаторите на современиот македонски литературен јазик. Во моментите кога од многу страни се оспоруваат нашиот идентитет и јазик, во период кога интересот за изучување на македонскиот јазик е на исклучително ниско ниво, вистинско време е да се подсетиме на големината на Блаже Конески, изградиме заедничка стратегија и да се запрашаме, успеваме ли ние да го зачуваме аманетот кој Конески ни го остави? Јас мислам дека толку за сега. Значи, тоа не е едноставен текст, нели, за слушање. Но може да зборуваме за него и на ниво А1. Значи, каква е тема на видеото, кој зборуваше, за кого беше зборувано, што беше Конески по професија и зашто токму сега зборуваме за Конески. Тоа се теми кои што ги обработивме. И следново, цитат, јазикот е нашата татковина. Што значи тоа? Што значи тоа за вас? Значи, размислувајте. Што е татковина за вас? Што уште може да го означуваме како татковина? Исто за размислување и за прашање, одговарање. Тука требало да со студенти да го пустиме уште еднаш видеото и да дополниме текстот. Значи, тоа е малку поедноставно него што само слушање, нели? Значи, јазикот е нашата татковина, ќе каже Блаже Конески, доаенот на македонската книжевност. Се дополнува од овие зборови. Сега нешто за читање малку, значи кој е Блаже Конески, кога се роди, кога почина, што е по професија, лингвист, професор, тоа сите знаеме, нели? Тука исто нешто за пишување или за дополнување, што се случи во, значи, во 1921 година, што се случи. Или излезе граматиката на македонскиот литературен јазик, или Конески почина во Скопје, или родене во Небрегово. Тоа е јасно, нели? Така би требало да се дополни. Па логично е. Иако студенти не знаат, логично е. И, се извинувам. Така. Тука малку географија исто. Погодите, каде се наоѓа Небрегово? И интерактивно е, ако студенти мислат дека крај Куманово, тогаш може тука да кликнат, не знам како да кажам, клик,
Така, и Куманово. И може да читат за Куманово или за Скопје или за останатите градови. Така. И Небрегово секако е тука, покрај Прилеп. Родната куќа на Блаже Конески. Како изгледа куќата? Сега зборуваме за адјективи, нели? Стара, млада, нова и така понатаму. Што се наоѓа внатре? Тука може, сето тоа може да го опишеме и на ниво А1. И сега, како изгледа Блаже Конески? Што носи? Каков ви се чини? Замишлен, весел, тажен и така понатаму. Еве одделок за читање, значи ние знаеме исто за дека Конески беше преведувач, нели? Тука имаме неколку имиња кои мислам автори кои што преведе и неговите дела. Значи тоа е само за читање и сега имаме една практичен дел за преведување. Јас избрав песната Тајна, затоа што има само 4 строфи, нели? И мислам 4 стихи и не е толку тешка, мислам зборови не се толку тешки. Откри ми една твоја тајна, па макар колку мала и лесна, јас ќе ја кријам во себе гробно, дури не стане песна. И сега размислуваме. Дали го знаеме значењето на сите зборови? Дали ја разбираме смислото на реченици? Дали има рима? Каде се наоѓаат акцентите? Сето тоа е важно, нели, за превод на песните. И тука може да гледате, да видите првиот превод, каде што сакавме да најдеме значењето на зборовите, синоними, римата и ритмусот, одхал или откри ми едно, може би, не знаеме дали ќе го употребиме едно, све тајнстви, јаколи мале глупе, или безвизнамне, или само јаколи безвизнамне, и така понатаму, значи синоними зборови. И работевме со преводите, зборувавме за смислата и тука мора да кажам дека секако кога пишував ова презентација, секако се извинувам уште еднаш, сакам да кажам дека тука имам превод од Иван Доровски и многу тажно сега ми е затоа што Иван Доровски вчера почина. Значи, тоа не е намерно, тоа така се случи, нажалост. Значи, имаме превод од Иван Доровски, тајемстви, одхал ми коусек свих тају и себе менши розуми се, буду ја и носит в собе так длого, аж з него буде писање. Што направивме со студенти, како преведовме? Тајемстви, одхал ми едно ze svih тајемстви, јаколи безвизнамне, буду млчет јако гроб, докуд се з неј не стане басење. И тука исто мојот превод, тајемстви, откри ми едно све тајемстви, јаколив мале а просте. Внутру је уховам до хвиле, неш басење з неј взросте. Како се разликуваат преводите? Какви преведувачки методи употребуваат преведувачи? Се прашањата. И еве, тука е вториот дел на презентација и на лекција. Ќе пуштам од Во период кога интересот за изучување на стратегија, да се запрашаме, успеваме ли ние да го зачуваме аманетот кој Конески ни го остави? Јас мислам дека успеваме. Штом зборуваме, еве, јас и вие зборуваме на македонски јазик. Вашата телевизија има
нели, емисии на македонски јазик. Пишуваме на македонски јазик. Така што ние успеваме да го зачуваме и го чуваме. И мислам дека се смешни сите тие, нели, од повикувања за автентичноста и за тоа од каде и од што произлегол, нели, македонскиот јазик. Интересот за македонскиот јазик, јас велам дека тоа ќе се зголеми. Треба секако и тука на крај на лекција сакав да дознаеме каква е разлика меѓу пишуван и говорен јазик. Што е разлика? Кои зборови употребиме кога зборуваме и кои не употребиме кога пишуваме. И што излезе, па јас мислам што зборуваме, еве, јас и вие зборуваме, значи повторување, еве, нели, и следново. Значи, зборувавме исто за пишуван и говорен јазик и за песните. И на крај да повториме, нели, зборувавме за Блаже Конески, за Небрегово и зборови за родната куќа, граматика на македонскиот литературен јазик, Везирка тајна и зборови на говорен јазик. Многу ви благодарам. Благодарам за интересното излагање. Навистина многу интересно. По представувањето на професорките од универзитетите во Љубљана и Брно, продолжуваме со излагањата на лекторите по македонски јазик. Ја повикувам магистар Марина Цветановска, која беше лектор во Истанбул, Турција. Благодарам. Во лекторатот во Истанбул, на Истанбулскиот универзитет, факултетот за литература, се изучува македонскиот јазик е изборен предмет и се изучува, всушност имаме 5 часа, односно 5 курса по 2 часа неделно. Започнуваме со вовед во односно имаме вовед во македонскиот јазик, тоа е почетничко ниво и во еден семестар логично има 12 часа. На почетокот на наставната програма вклучувам видеопрезентација, всушност постојано сме додека имавме не само онлайн предавања, туку кога имавме предавања на универзитетот, предавања кои што се однесуваат за запознавање на земјата, за традицијата, културата, меѓу кои и е вклучен Блаже Конески преку тешкото и галичката свадба. Што е интересно, студентите кои што го посетуваат курсот, го изучуваат рускиот јазик, доаѓаат од катедрата, всушност од славистичката катедра. Меѓутоа имаме и студенти кои што особено интересно од лингвистика и од другите катедри, кои што се заинтересирани, особено студентите кои што не доаѓаат од лингвистика, за споредбеното изучување на јазиците, и во таа насока Блаже Конески посебно го посочувам и посебно им е интересен кога се работи за изучување на словенските јазици. Во овој дел од вовед во македонскиот јазик, исто така Блаже Конески имаме читање на поезија, нели, бидејќи студентите, како што реков, веќе ја знаат криличната азбука, можат да разберат, особено за акцентот, кога работиме акцент, се обидуваме да читаме, односно читаме и дури и ги рецитираме неговата поезија. Во следниот предмет, македонски јазик 2 или македонски јазик 1, тоа е веќе понапредно или средно рамниште за македонски јазик, Блаже Конески повторно е вклучен во делот кога можеме во синтаксичката анализа, значи неговите раскази
се вклучени и можеме да работиме на синтаксичката анализа на речениците, поставеноста на речениците, веќе кратките, особено кратките раскази, краткото прозно творештво, тука наоѓа примена. Во напредниот македонски јазик од учебникот Везилка има повеќе текстови и се навраќаме, односно во останатите курсеви на историјата на македонскиот јазик, нели, кодифицирањето на јазикот, каде што поопширно можеме да зборуваме, особено нови курс кој што е средишен и среден курс и напредниот курс. Во напредниот курс веќе студентите го избираат можеби по четвртиот изучен семестар и на едно напредно ниво, на едно напредно рамниште можеме да си дозволиме разработка и пишување на есеи. Во оваа година и минатата година секогаш имаме изборна тема. Во оваа година беше Блаже Кунески вклучен во двата семестри, во зимскиот и во летниот семестар, каде што студентите си избира своја тема или она што веќе го чита и го работеа на курсивите, за да можат да се осврнат на делот од поезијата или на делот од некоја тема која што им се допаднала од неговите раскази. Интересно, интересот особено е зголемен и односно интересни се часовите на вербален македонски. Имаме, тоа е четвртиот курс и преведувачки апликации на македонски јазик. Веќе во вербалниот македонски, каде што сме сконцентрирани на она повеќе слушање, значи и читање. Студентите во ова рамниште, имам студенти кои што одлично рецитираат и го изучуваат, дури ги учат песните од Блаже Кунески. Една таква песна, една моја студентка Ајтен Абазова, Ајтен Атмаджа, всушност и ја рецитираше многу убаво. Па и додека физички бевме присутни на универзитетот, имавме можност некои повеќето од часовите да ни бидат посветени како една, се поставуваме кружно, седнуваме или студентите, двајца или тројца рецитираат или пак Везилка ја поставуваме драмски. Значи, на драмска основа, нели, едно машко и едно девојче, студент и студентка ги рецитираат стиховите од Везилка и тоа е навистина интересно, бидејќи тие веќе можат да разберат за што станува збор и можат да дури и драмски да се истакнат. Во преведувачкиот дел од часовите што се преведување, работиме на превод на кратки текстови или на поезија, со тоа што веќе на турски јазик Блаже Кунески е преведен во повеќе наврати, меѓутоа ги користиме и најновите преводи. Еве во последно време професорот Суат Ергил интензивно во знак на одбележување на оваа 100-годишнина од нели во оваа година на Блаже Кунески, интензивно работеше на преводи на некои непреведени негови творби и текстови, така што ги споредуваме нашите преводи и преведуваме некои нови, работевме на преводи на некои нови негови дела. Исто така, во овој дел, во овој дел имавме тема за испитот споредба на Блаже Кунески со некои од турските поети, нели, важен го споредија, например, со Назим Хикмет, со Јунус Емре, значи, некој од турската литература и култура што придонел исто така за културата и за јазикот, како што е нашиот Блаже Кунески. Побудува интерес, навистина. Во таа настока исто и преведуваше нашиот студент, дури објави, нели, за зимската школа Самет Јеркој. Ајтен Атмаджа е сега во Охрид, исто така таа рецитираше, има одлични рецитали на поезијата на Блаже Кунески, меѓутоа побудува интерес убавите жени, особено девојчињата многу сакаат да ја читаат и да ја рецитираат. Ја работевме така интензивно во повеќе наврати, меѓутоа и останатото творештво. Наидува
на интерес секогаш кога се работи Блаже Кунески и студентите Посебно се интересни часовите и обрнуваме внимание кога зборуваме за преводот. Преводот е нешто што понекогаш и лично се интерпретира или се чувствува и особено на турскиот јазик. Гюзел Каданларе од главите жени звучи преубаво и студентите работат на сето тоа. Тоа би било во однос на овие 5 предмети кои што се застапени на Истанбулскиот универзитет и кои што постепено, сепак не можеме во вовет на македонскиот јазик толку многу да обрнеме внимание, меѓутоа како студентите одат во погорните курсеви, односно како поминуваат семестрите, навистина имаме успех во сето тоа. Благодарам. Благодарам, Марина. Продолжуваме понатаму, го поканувам магистар Ѓоко Здравевски, лектор во Париз, Франција. Добар ден и од мене. Да, ти благодарам, Марија. Значи, Марија, како што ме најави, работам како лектор по македонски јазик на ИНАЛКО во Париз. Пред да почнам да зборувам за наставата на самиот лекторат, сакам да споменам за еден настан што се случи на 22 март во Париз, во организација на Македонската амбасада. Во седиштето на УНЕСКО во Париз се одржа вечер, односно беше матине практично тоа, посветено на Блаже Конески, каде што се читаше поезија од Конески преведена на повеќе јазици. На покана на амбасадорката јас напишав еден краток поздравен говор кој потоа Тања Костјола Кармезова, потенцијална студентка наша на ИНАЛКО од оваа година, го преведе на француски и го презентираше. Така што тоа беше еден важен настан мислам дека за македонскиот јазик во Париз. Што се однесува до лекторатот во Париз, македонскиот јазик се изучува на основните студии, се изучува во прва, втора и трета година, потоа и на магистерските, на мастер студиите. Па има и дури и студентка што изработува докторат. Во прва година главно се тоа почетни курсеви, така што тука не може премногу да се обрне внимание на творештвото на Конески, меѓутоа Конески е најмногу застапен во втора и во трета година. Во втора година, бидејќи зборувам за предметите јас што ги предавам, преку предметот Историја на македонскиот јазик во првиот семестар и преку предметот Историја на македонската книжевност во вториот семестар, практично целиот прв семестар е базиран на историјата на македонскиот јазик од Конески. Секако дека тука тоа се дава до знаење, особено бидејќи дел од студентите, бидејќи во Париз се хетерогени групите, може да имате во прва година студент што знае многу добро македонски, може да имате студент што воопшто не знае кирилица, например, може да имате студент што знае други словенски јазици, така што многу често се работи и тет-а-тет, со посебна посвета секому. Така што тука ја давам за употреба за консултации целата во PDF, целата историја на македонскиот јазик од Конески. Има студенти што тоа го разбираат и што можеме да дискутираме на малку подлабоко ниво, без разлика што нивото што се бара од нив е пониско од она што тие можат да го дадат. И на трета, во вториот семестар посветувам особено внимание, бидејќи одам во историјата на македонската книжевност од почетокот секако од Кирил и Методи па натаму, и на крај практично Конески доаѓа некаде при крај и секако дека обрнувам посебно внимание на Конески како кодификатор, но и како поет и како се што тој има направено за македонската книжевност, јазик, култура и така натаму. Знаеме колку е сестран во дејноста. Потоа, во оваа година, бидејќи јас само една година, ова ми е прва година, па можам конкретно да зборувам само за оваа година,
Конески го работевме со тешкото и во контекст на галичката свадба повторно во втора година. Има студенти што се заинтересирани за антропологија, за етнологија, така што во тој контекст ја употребив галичката свадба, зборувавме цел еден час на таа тема. Меѓутоа, Конески најдобро би дошол сега оваа година, ќе имам компактна група, која тие што беа втора година сега ќе бидат трета, тие се малку по-компактна група, бидејќи претходнава година работев тет-а-тет со една студентка, би дошол најдобро во трета година на часовите по превод. Трета година работам превод од француски на македонски, меѓутоа од македонски на француски и веќе правам избор на текстови кои би можеле да влезат во тој курс и гледам и веќе што е преведено на француски, би работел и текстови што се веќе преведени на француски за да се направи споредба, бидејќи студентите не знаат дека постојат тие текстови најчесто, така што не е важно што постојат. Поважно ми е да практично да работам на текстови што веќе постојат, за да видиме каква ќе биде верзијата на нивните преводи. Од тие студенти што сега ќе бидат трета година, практично во втора година имав со нив превод само од француски на македонски и тоа беа навистина интересни, иновативни часови полни со интеракција, часови кои немаа крај, кои практично ги прекинувавме па ги продолжувавме без да завршат, значи во континуитет. И потоа крајот, испитот практично на овој предмет во трета година и на овие предмети што подразбираат превод, а ги има и во втора година, се превод на текстови, така што особено ми се чини дека и во првиот и во вториот семестар ќе се посветам на Конески, меѓутоа особено во овој зимски семестар сега кога ќе работим исклучиво поезија од Конески, бирам поедноставни песни, како колешката Кристина Дувкова што така, миниатури, не би работел нешто по-комплексно, би работел песни со едноставна лексика, со едноставна версификација и така натаму, а потоа во вториот семестар би следел каква е ситуацијата, колку се инспирирани студентите и би одел и на можеби малку и на проза, меѓутоа прозата ми е по-комплексна во смисла дека се тоа подолги раскази, меѓутоа Конески има и поезија што е во проза, лирска проза, така што би ги работел тие кратки едни негови лирски записи во проза, но не и раскази од збирката Лозија, бидејќи мислам дека тоа ќе бара подолг временски период практично од искуство знам дека доста бавно одат тие преводи, имаат доста дискусија. Обично им давам дома да сработат, па потоа на часот заедно дискутираме кој што сработил, па јас им давам своји предлози и така натаму. Така што, значи, да резимирам, Конески е присутен пред се како историчар на македонскиот јазик, бидејќи тоа се предметите што ги предавам, и пред се во преводите од македонски на француски, затоа што она што го предавам како македонски јазик за странци е некако почетно ниво и тука не би го вклучувал во тие во првата година од изучувањето. Накратко тоа би било од Париз. Благодарам. Продолжуваме понатаму со магистар Златко Панзов, кој што е лектор по македонски јазик во Будимпешта, Унгарија. Добро вечер до сите. Јас, како што кажа Марија, сум лектор по македонски јазик во Будимпешта. Лекторатот по македонски јазик е во рамките на Институтот за славистика и балтичка филологија на Универзитетот Теоте во Будимпешта. Сега македонски јазик се изучува изборен предмет или се така наречени курсеви. Јас сум лектор од 2017 година, па така минатиот семестар имаме курсови за македонски јазик, од македонски јазик 1 до македонски јазик 6. И така студенти имаме
од секаде. Не се тоа само славистика, доаѓаат студенти кои изучуваат други јазици, а во последно време имаме студенти од политикологија, социологија и така натаму. Во однос на Блаже Конески, јас за почетниците на првите 2 часа ги имам предвидено како вовед во македонскиот јазик, култура и општество, така што зборуваме за кодификација на македонскиот јазик и го споменуваме Блаже Конески. А во средните курсови и оние кои се на високо ниво, таму и работиме, обработуваме песни од Блаже Конески. И секако зборуваме за неговата улога за кодификација и развој на македонскиот јазик. Бидејќи не би се задржувал на часовите за македонски јазик, сите знаеме што содржат и како содржува, јас успеав да воведам уште 2 предмети, македонска култура и запознавање со Македонија. Macedon Norsa Kishmer, тоа е најблизок превод. Во македонска култура обработуваме теми од литература, филм, музика и фолклор, се таква е составена програмата и ги офаќа сите аспекти од културата, а во запознавање на Македонија имам дел за историја, кодификација на македонскиот јазик и современост на Македонија, она што се случува денес и во изминатите 30 години. Како што кажа, доаѓаат студенти од политикологија и други дисциплини кои се заинтересирани за современоста, денешната состојба на Македонија, што се случува, како се случува, за сите оние политички превирања и така натаму. Така што најчесто се случува студентите да земат и курс по македонски јазик и овие 2 предмети кои ги посочив. Така што на крајот добиваат целосна слика, не само за јазикот, туку и за Македонија, за нејзината култура. Моите студенти кои сега се во Охрид ги посетуваат си тие курсеви, па така што ние претходно кога почнаме, кажав, имаме и кратка екскурзија пред да почне летната школа и гледам дека многу работи ги интересира и многу работи научи, а и тој самиот испит покажа на крајот. Сега 2019 имаме јубилеј 30 години македонски јазик во Будимпешта. И од таа година почнав да организирам и денови на македонска култура. Со помош на Министерство за култура, македонската амбасада, минатата година се вклучи и унгарската амбасада во Скопје. Правиме промоции на книги, донесоме доста автори во Будимпешта, концерти и така натаму. Сега во рамките на македонска култура во Будимпешта 2021 година, од средствата кои ги доби од Министерството на култура, планирано е одбележување на јубилејот 100 години од раѓањето на Блаже Конески, со што ќе издадеме зборник на текстови од Блаже Конески за македонскиот јазик и култура. Ќе бидат преведени на унгарски и ќе бидат издадени во едиција на ЕОТ универзитетот. Тоа е една од непознатите едиции. За прв пат ќе го имаме на унгарски јазик. Така што и сите оние почетници кои ги имам, сега од октомври, мислам дека веќе ќе ја испечатиме книгата и ќе има промоција, за да го одбележиме јубилејот, ќе има достапни информации на унгарски. Ќе има вовед таа книга за Блаже Конески, ќе ги има текстовите, и не само за студентите, туку и за колегите. Затоа што македонско-унгарските научни врски речици не постојат, особено во лингвистика, во литература. Така што ова се први обиди за да направиме некакви конекции. Така што мислам дека од, можеби не овој семестар, но од наредниот, студентите ќе имаат таа книга и ќе имаат дополнителни информации. Затоа што, бидејќи се почетници, бидејќи унгарскиот јазик е доста далечен од сите словенски, е посебен јазик, и од тоа што немаме текстови, немаме преводи, малку потешко оди. Мора да се снаоѓаме или со англиски, кој па и нив ги нема доволно, така што ќе биде
мислам дека добра работа, да се работи и на антологија на македонската литература која издаде Институтот за македонска литература, која во моментов ја преведуваме на унгарски јазик, така што ќе имаме целосен од една страна Блаже Конески, од друга антологијата. Значи, тоа е оно што го работам и тоа е оно што го планирам за понатаму. Што би со овие преводи мислам дека ќе направиме известен пробив и ќе им олесниме на студентите при работата и при изучување на јазикот, на литература и култура. Така што постојат планови на повисоко ниво да почнеме со минор или да биде втор задолжителен предмет македонскиот јазик, во кој ќе бидат вклучени и предмети за македонска литература и историја на македонскиот јазик. Но во тоа во една мислам дека догледна имина ќе биде, на тоа работиме. Тоа би било на кратко, јас не сакам да навлегувам во на како предавам, што работам, но тоа е тоа начин на кој работиме. Ви благодарам. Благодарам. Ја поканувам магистра Билјана Стојановска, лектор по македонски јазик во Риека, Хрватска. Поздрав и од мене. Јас подготвив малку поинакво излагање од останатите. Ќе се осврнам малку и на историјата, на македонистиката, на лекторатот за македонски јазик на Универзитетот во Риека, меѓутоа ќе ја прикажам секако и сегашната состојба што се однесува до Конески во наставата по македонскиот јазик, литература и култура на лекторатот за македонски јазик, литература и култура во Риека. Би сакала и да се заблагодарам за можноста што ни овозможи меѓународниот семинар да слушнеме идеи и да слушнеме каква е состојбата на сите други лекторати и вака и да споделиме идеи и да видиме како се одвива и таму она што сите не интересира, тоа е нели наставата по македонски јазик, литература и култура во странство. Македонистиката во Риека има долга традиција и македонистичките предмети се присутни од 80-тите години на 20-тиот век. Првично предметите по македонски јазик, првите 2 години, значи кога почнале да се предаваат на овој универзитет, ги држал професорот Борислав Павловски, а предметите по македонска книжевност професорот Горан Калогера, кој во 1985 година докторирал со тезата Хрватско-македонски книжевни и културни контакти од нивните почетоци до 80-тите години на 20-тиот век, и во таа теза тој ги представува книжевните и културните врски помеѓу македонскиот и хрватскиот народ. Токму во тој период, Калогера во живо се запознава со Блаже Конески на научниот собир за животот и делото на Харалампие Поленаковиќ во Гостивар во 1986 година, и тоа е сушност неговата прва и последна средба со најголемиот македонски лингвист, прозаист, поет и преведувач Конески. Мемоарот за оваа средба го наоѓаме во Конески на 11 јазици. Тоа е нели зборник со преводите на текстови од Конески, кои што се сработени од учесниците на првата зимска школа при меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, која што се одржа од 25 јануари до 5 февруари оваа година. Во мојата прва и последна средба со Блаже Конески од професор емеритус Горан Калогера, кој што всушност е и основоположник на лекторатот за македонски јазик при Универзитетот во Риека, на живописен начин е опишана таа средба, од која дознаваме многу за карактерот на великанот Конески, а кон сеќавањето е приложена и песната Возрасти и незиниот превод на хрватски јазик, Узрасти, во превод на Милорад Стоевиќ, која што прв пат е објавена во списанието Домети, број 2-3 Риека 1987 година, која Конески му ја пратил на Калогера поветувањето дадено на опишаната средба во Гостивар. Возрасти. Секоја возраст има своја основна задача.
децата најсериозно и најсодржателно ја исполнуваат играта. Младите најдлабоко и најодушевено ораат и сеат здраво семе. Зрелите ја сеќаваат неумитната рамнотежа. Старите откриваат дека љубовта не е врзана само за соковите на плотта. Тоа што го прават децата, не можат да го надминат старците. Во Конески на 11 јазици застапен е и хрватски превод на текстот Магнолија од Конески, благодарение на Хана Врбанич, студентка на лекторатот за македонски јазик при Филозофскиот факултет во Риека и учесничка на првата зимска школа во напреднатата група за книжевност. И заедно со колешката Врбанич на 3 јуни 2021 година зедовме учество на виртуелното представување на овој зборник, а учесниците на овогодинешниот семинар има можност да ја проследат таа промоција и во живо во Охрид, а и сите ние имавме можност тоа да го проследиме во живо. Што се однесува до Конески во наставата на лекторатот во Риека, по повод 100 годишнината, значи оваа година, во летниот семестар преведувавме сегменти од творештвото на Конески. Студентките кои годинава ги завршија постдипломските студии по преведување со македонски јазик како јазик под С, тоа се значи дипломирани преведувачки од хрватски на македонски јазик, ги преведовме прозните текстови Град, Средба во рајот и Студ. И освен на постдипломските студии по преведување, каде што е застапен македонскиот јазик, студентите слушаат и предметите македонски јазик од 1 до 5, каде што се вклучени личности од македонската култура, а Конески како најзначаен протагонист во кодификацијата на македонскиот јазик и автор на граматиката и на речникот на македонскиот јазик, се разбира дека во голема мера е присутен на предавањата по сите предмети што ги имаме на лекторатот. На предметот Македонска култура и цивилизација, во фокус ни е творештвото на Коневски, а во делот каде што студентите имаат можност да подготвуваат семинарски работи, имаат секако можност да бираат и тема поврзана со поезијата, со прозата или со лингвистичката дејност на Конески, и таа семинарска работа потоа ја презентираат пред своите колеги. На 25 јуни 2021 година, значи оваа година, во просториите на лекторатот за македонски јазик гостуваше телевизиска екипа од Хрватската радиотелевизија од Загреб. Тоа е всушност емисијата Мањински мозаик и снимавме емисија која што ќе се емитува на есен, верувам дека тоа ќе биде во септември или во октомври, и зборувавме за историјатот и за дејноста на лекторатот и за соработката што имаме со Македонското културно друштво Илинден од Риека, а студентките Врбанич, Катана и Раукар ги наведоа причините зошто студираат македонски јазик, па ќе имате можност, верувам, тоа да го погледнете кога ќе биде емитувана оваа емисија. И по повод 100 годишнината од раѓањето на Конески, во рамките на оваа емисија беше прочитан и прозниот текст Магнолија и во оригинал и хрватскиот превод кој што постои во зборникот Конески на 11 јазици, и така го заокруживме тој прилог кој што ќе се емитува во рамките на оваа емисија. Тоа би било она што го работиме на овој лекторат, значи на лекторатот за македонски јазик во Риека, и ви благодарам за вниманието. Благодарам, Билјана. Сега од Риека се селиме во Краков и ја поканувам магистар Илена Мицовска да ни се обрати. Благодарам, Марија. Добар, се слушаме така, се во ред. Добар ден на сите. Пред се сакам сите да ве поздравам, да се заблагодарам на поканата за учество во оваа тркалезна маса
Чест ми е и огромно задоволство што можам и јас да учествувам во оваа одбрана екипа, преведувачи, научници, лектори. Кога ја добив поканата од професор доктор Весна Мојсова Чепишевска, воопшто не се двоумев и со сета почит кон ликот и делото на Конески, прифатив да учествувам и да споделам дел од моето искуство во работата на лекторатот на Јагелонскиот универзитет во Краков. Овде работам, во Краков работам 4 години, а претходно работев во Сосновијац, исто во Полска, така имам долго работно искуство како лектор. И само така накратко ќе кажам за лекторатот во Краков, како е организирана наставата. На Институтот за славистика наставата по македонски јазик се изведува долго, повеќе од 45 години, е најстар лекторат во Полска. Македонскиот јазик се изучува како втор задолжителен јазик и тоа значи дека некој студент студира, да речеме, хрватски, чешки, српски или друг словенски јазик, а во втора година мора да избере втор јазик и тоа е или македонски јазик или словенечки. И потоа во текот на наредните 4 години го учи македонскиот јазик, или еднаш неделно, цело време се менуваат програмите, значи или еднаш неделно или 2 пати неделно, и тоа се така наречените лекторски вежби. Таму најчесто се концентрираме на предавање и учење јазикот, конкретен јазик. Се учиме да зборуваме македонски јазик, да пишуваме. А дополнително од пред неколку години имаме и предавање наречено опција, задолжително, а сепак така се вика, опција по македонски јазик, и таму имаме поголема слобода во однос на темите кои што се обработуваат. Таму најчесто зборуваме за теми од историјата на македонскиот јазик, правиме споредба, односно споредба на македонско-полска граматика, дел се културолошки теми, зависи од преференциите на студентите, најчесто тоа е на полски јазик. Значи, фондот на часови не е голем, но сепак е доволно некако студентите да се воведат во македонистиката и да се запознаат со централните, важните личности за нашиот јазик и култура. И сега, бидејќи нема сомнение дека Блаже Конески е централна личност на македонистиката, најшироко сватена и секако стои покрај Климент, Кирил и Мисирко, не може да биде изоставен во наставата по македонски јазик на Јагелонскиот универзитет. Блаже Конески е признат славист и во Полска неговата научна мисла не е ништо ново. Дадена му е титула доктор хонорис кауза на Вроцлавскиот универзитет во Полска, уште далечната 73 година. А од друга страна, меѓународното признание со името на Блаже Конески го има добиено дури 4 полски научници, професор доктор Кшиштоф Вроцлавски, професор доктор Јан Соколовски, професор доктор Ирена Савицка, професор доктор Јоланта Сујецка. И на предавањата секогаш се обидувам да ги истакнам овие односи меѓу нашите земји и култури и го гледаме делото на Конески како мост меѓу Македонија и Полска и гледаме дека постојат вакви позитивни пријателски односи меѓу нашите држави. Делото на Конески е богато и разновидно и дозволува различни проучувања, анализи, читања. Научното дело на Конески можам да кажам дека е присутно на секое едно предавање на лекторатот. Можеби не е секогаш директно и непосредно, може како во позадина, невидливо, но сепак е присутно преку граматиката, преку историјата на македонскиот јазик. А посебно видливо научното дело на Конески е на предметот опција, тој што го водам на полски јазик, и таму често зборуваме за теми од историјата на македонскиот јазик и тогаш читаме некои фрагменти од истоименото дело на Конески, разговараме за конкретни прашања, често зборуваме за Балканската јазична лига
И студентите секогаш знаат да дадат своји коментари, да кажат како некои процеси се развивале во други словенски јазици. И секогаш знаеме да коментираме колку историјата на македонскиот јазик од Конески е такво капитално дело која ја проучува историјата на македонскиот јазик целосно, темелно. Преведените дела на Конески се исто така богатство од кое црпеме теми за обработка на нашите предавања. Во полска можам да кажам дека Конески е преведен на задоволително ниво. Повеќето негови значајни прозни и поетски дела се опфатени, преведени. Се разбира дел од нив се во различни антологии. Например, имаме антологија од 74 година Вјерше знат Охриду и 96 година Червоне вино Рошла. Тоа се такви капитални дела од над 100 страници, каде што се опфатени многу македонски поетика, меѓу нив и Конески се разбира. Но за мене лично најзначајни се два други преводи. Винница, тоа е избор раскази од преведувачи се Божена и Станислав Гоголевски и Хавчарка, не се гледа. Хавчарка и Инне Вјерше во Блаже Конески, избор поезија, како дел од таа престижна колекција Humanum Est. И овие две дела, Винница и Хавчарка, се најдостапни за нас, се наоѓаат во нашата библиотека, лесно можеме да, студентите лесно можат да ги најдат и да ги користиме во предавањата. И преку овие две дела зборуваме за некои културолошки феномени поврзани со македонската традиција и култура. Преку неговите раскази, например, се запознавме со обичаите поврзани со празникот Прочка. Се запознавме со различни легенди и преданија. Преку тешкото се запознаваме со фолклорот, со галичката свадба, како што споменаа и другите колеги, што е многу интересно за студентите. Можеме да се запознаеме со одредени македонски градови, Штип, Скопје, Куманово, Конески ги има изберено тие песни да бидат преведени. И во дело, како што кажа, во делото Хавчарка самиот Блаже Конески го направил изборот на песните, што го прави делото уште поинтересно. И не случајно ги вклучил овде песните Стерна, Болен Дојчин, Марков манастир. И преку овие песни се запознаваме со известни митски символи, легенди, преданија. Секако добро е што ги имаме преведено на полски јазик, инаку кога би морале да ги читаме на македонски јазик, би одело малку потешко, бидејќи сепак студентите го немаат. Завршуваат со ниво B1. И мислам дека тоа е не е доволно за да се разберат овие песни. Кога веќе сме на некој повисоко ниво со студентите, тогаш веќе можеме да го читаме оригиналот и преводот, учиме нови зборови, зборуваме за преведувачките техники, за промените кои што преведувачот неизбежно ги внесува во преведеното дело. И за крај би додала дека овој јубилеј, 100 години од раѓањето на Конески, беше убав повод за така малку поинтензивно да работиме со делата на Конески. Почесто читавме од неговите прозни дела, со студентите се обидувавме да направиме некои преводи, рецитиравме стихови на тешкото, направивме кратко видео. И сето тоа е како еден наш мал допринос кон великанот на македонистиката.
И Конески не само што не поттикнува, тој и не задолжува да продолжиме со афирмацијата и промоцијата на македонскиот јазик. И како што гледам, сите ние работиме на тоа и ние на лекторатот во Краков се трудиме да го правиме најдобро што можеме. Тоа е се од мене, благодарам. Благодарам. И сега за крај се поканувам самата себе. Јас сум лектор по македонски јазик во Москва и на Московскиот државен универзитет Ломоносов на катедрата за славистика македонскиот јазик се изучува 45 години. Во оваа јубилејна година и за Конески и за нашиот лекторат, а и во сите претходни, ликот и делото на Конески се интегриран дел од предавањата по македонски јазик. Секако, Конески како поет и раскажува, че широко опфатен на предавањата на академик Ала Шишкен по предметите во кои се изучува македонската литература и култура, а Конески како граматичар и историчар на македонскиот јазик се изучува на часовите по македонски јазик и граматика кај професорката Илјана Верижникова. На Московскиот државен универзитет македонскиот јазик се учи како прв јазик на додипломски и постдипломски студии и како изборен предмет. Минатата академска година се запиша 10-та група македонисти, а добивме и 2 нови магистри по македонски јазик и литература. Јубилејно од секоја гледна точка. Лекторските часови по македонски јазик, освен граматиката на македонскиот јазик, ги опфаќаат и македонската литература и македонската култура. А делото на Конески е непресушен извор за црпење информации, идеи, па и чувства. Неговата поезија, како и неговата проза, представуваат извор на голем број дискусии, прашања и обиди да се разбере не само смислата, не само зборовите, не само преводливоста, туку и македонствувањето во позадина. За да се научи еден јазик, не е доволно да се научи само неговата граматика и поширокиот зборовен фонд, туку и душата на неговите родени говорители. За да го доближиме Конески до Москва, прво треба да го видиме неговото гледиште кон Москва. Всушност, неговиот расказ во Москва, дневник по многу години, беше централниот текст на мојот прв час одржан на Московскиот државен универзитет, тоа беше пред 3 години. За еден македонец, колку и да е вично неговото име, како на пример некој како Конески, Москва може да биде страшна. Во ова негово сеќавање на таа средба со градот, и тоа по многу години, Конески на почетокот вешто го избегнува за сето тоа време контактот со огромниот град. Тој ја нарекува Москва монструозен човечки англомерат што просто го поништува. Но навлегувајќи подлабоко во текстот, ние читателите присуствуваме во неговата посета на тој огромен град, на средбите со неговите драги пријатели, на разговорите со руските лингвисти и тој град повеќе не е страшен. Тој град станува место каде што вредело да се дојде. Во прозата и во поезијата на Конески бележиме значителен број русизми, нешто што дури и да не го знаеме, можеме да го забележиме во овој расказ. Преведувањето на Конески секогаш е предизвик, како за студентите во завршните години до дипломските студии и магистрантите, така и за студентите од почетните години кои се запознаваат со јазикот. И тоа со Конески ги запознаваме уште на почетокот. Поезијата на Конески на лекторските вежби по македонски јазик се користи и како фонетска вежба. Преку стиховите на Конески студентите учат како звучи македонскиот јазик, а во руските образовни кругови се уште актуелно учењето песни на памет, нешто што кај нас е малку подзаборавено. Сепак, што звучи по-македонско од тоа како да се роди проста и строга македонска песна? Покрај везилка и тешкото на овие вежби студентите ги рецитираа и или учеа и песните Спомен и Спомен по многу години. Во првата, преку движењето на возот, се следи македонскиот пейсаж, а и самите стихови звучат како едно патување со воз низ македонските предели. При изучувањето на лексиката на животинскиот свет, особено птичиот, невозможно е да се одминат песните Сокол во кајдравец врапци, врапци во магла и секако Арс поетика, со незините звучни стихови, джив, 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 кои со извичниците на почеток ја забрзуваат песната и ја означуваат младоста, а потоа со другото, джив, джив, джив. Бавно, по кое следат 3 точки, се навестува староста и тоа што доаѓа по неа. Овие песни се интересни од фонетски аспект, заради честата употреба на фонемите Ч, Дж, Ц. Неизбежен е и циклусот детски песни, затоа што секако дете, колку гордо тоа звучи. Од прозните записи на Конески, како вежба за разбирање и откривање на нараторот, лековите и нивните врски,
Често се користи и расказот Пречак од збирката Лозија. Расказот изобилува со описи и чувства и неколку интересни ликови кои секогаш будат интерес кај студентите, а понекогаш и збунетост. Граматиката на Конески е наш кодекс, наша јазична библија, одговор на сите прашања поврзани со јазикот, а прашање секогаш има. Ние многу често работиме и синтаксички вежби на неговите дела. Јазикот не може да се научи без неговата литература, тие се нераскинливо поврзани и среплетени и постојано се влијаат едни врз други. Јазикот на литературата и литературата на јазикот. И затоа во наставата по македонски јазик на Московскиот државен универзитет, особено на лекторските часови, македонскиот јазик се учи и преку нашата литература. Делото на Конески е се присутно во овие часови и овде ќе завршам цитирајќи ја професорката Лилјана Верижникова кога вели: секогаш кога не знаеш што да правиш, што да работиш со студентите, секогаш работи го Конески. Со Конески почнуваме, со Конески завршуваме и на Конески секогаш му се навраќаме. Ви благодарам. Па добро, еве, бидејќи Марија беше на некој начин или како она личност која што не водеше во текот на целата тркалезна маса, еве за крај, јас би сакала некако да ви се заблагодарам на сите. Може и потоа да, ако сака некој што не слушаше или може би некој од вас и нешто да дополни или да докаже и така натаму. Но сакам да кажам дека навистина уживав во овие ваши презентирања. За мене беше едно патување, иако сум во Охрид, нели, во центарот на македонската книжевност и во центарот на семинарот за македонски јазик, литература и култура. Сепак патував со вас, значи преку Конески, преку вашите искажувања за тоа како Конески е дел од вашата настава, како Конески е дел од вашата инспирација, бидејќи, како што кажавте, Конески е на различни нивоа, некаде е доволно преведен, некаде е малку преведен, некаде е повеќе, некаде воопшто, ама ете, сите вие покажавте дека има кај вас страст голема да работите, нели, на презентирање на Конески како кодификатор на стандардниот македонски јазик и како граматичар и како преведувач, како препејувач и како поет и така натаму. Така што, ете, за мене беше навистина исклучително значена оваа тркалезна маса и јас се радувам дека се нафативте сите вие да учествувате и ова што ќе го снимиме, што може потоа да се сподели, да се гледа. И ете, ви благодарам на сите и може би, еве, сакам, не сакам вака да заврши, нели, како, нели, само да се одјавиме, туку може би сакате нешто да дополните или меѓу себе, еве, гледам дека си пишуваме доле, нели, на можност за тоа, нели, кој како, нели, ги видел вашите презентации, вашите споделувања на искуства, така што, ете, може еден краток разговор да не биде така, нели, само да си кажеме збогум или до скоро видување во Охрид или некаде на друго место. Па повелете. Еве, јас ќе кажам. Многу ми е драго вака сите колеги што се видовме, што се сретнавме на овој начин, па една идеја од сите ова. Еднаш годишно, 2 пати би можеле ваква една тркалезна маса и за сите останати други, верувам, имаме многу да споделиме. Вика, јас не сум лектор, ќе биде нов лектор во Истанбул, меѓутоа независно. Многу е важно да си споделиме искуства, да споделиме знаења, да споделиме, нели, работи кои што не поврзуваат и да ги примениме понатаму, вака, слушајќи се едни со други, гледајќи се едни со други. Драго ми е што ве гледам и се гледаме на некоја следна тркалезна маса конференција. Така. Убава е, мислам дека е убава идеја, ве сакаше и Кристина нешто да каже Дувкова. Убава е ова идеја да си правиме такви некои средби, не мора, може да бидат и неформални, нели, ова да речеме сепак една тркалезна маса која што не обидени под една заедничка тема, тоа е, нели, Конески во таа настава, да видиме каде е, на кое ниво можеме да го читаме. Ама мене ми беше интересно што еве Кристина Дувкова покажа дека Конески може да се чита и да се употреби на најниско ниво. Ти благодарам, Кристина, за извонредната презентација, најискрено. И сакаше нешто да кажеш, па затоа повели, но остануваат и сите други, затоа велам кој како ќе дигне рака, затоа што не сме вака, нели, во живо. Повели, Кристина. Фала многу. Јас сакам само да се многу да се заблагодарам за покана и многу сум среќна да можев да ве чујам сите. Се извинувам тука се деца, но
мислам така, стварно многу фала, убави идеи и јас стално сакам да проучувам, мислам да проучувам, да изучувам, да поучувам и да предавам македонски јазик. Тоа ми е некако нешто од срце. Тоа сакам да кажам. Ти благодарам, Кристина, ти благодарам, така. Некој друг? Добро, ако е се тоа што сакаме да си кажеме, Марија може би така ете да не поздрави, нели, бидејќи сепак таа беше задолжена и за линкот кој што го сподели со вас, ама ја искрено сакам да ни се случи, значи можеме вакви средби да имаме во текот на годината, нели сега и во овој Zoom и овој начин, нели, како една придобивка од оваа лоша ситуација со пандемијата, ама ете некаква придобивка, значи секогаш во било кое време можеме, нели, да се договориме, време што ни одговара на сите, да се сретнеме, да размениме искуства, ама реков потоа Конески е тој што не натера да се собереме, така? И од тој аспект, нели, му благодарам и на тој начин на Конески, ама искрено сакам сепак да се видиме во живо тука во рамките на наредната 55-та летна школа на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура. Уште еднаш ви благодарам на сите, па сега за крај ја оставувам малку место, нели, на Марија. Повели, Марија. И јас исто така ви благодарам на сите за присуството, за прекрасните излагања и за одличните идеи кои што ги слушнавме денес. Се надевам дека сите ќе украдеме по ништо од никого и ќе го внесеме во нашите лекторати. И ја поздравувам идејата да се среќаваме вака почесто и на Zoom и во живо, да се надеваме почесто во живо. И до година сите да бидеме овде во Охрид.